Добар ден, почитувани гледачи, и добре дојдовте во новото издание на Доктор Митов советува. Емисија посветена на здравствената едукација и на промоцијата на јавното здравје. Денеска отвараме една тема која што е извонредно важна. Тема за која што можеме да зборуваме и цела една сезона. Ние сепак ќе и посветиме само еден мини серијал, односно во неколку епизоди ќе зборуваме на темата дијабетес. Зошто дијабетесот е толку важна тема, за да заслужува да му посветиме неколку емисии? Прво и основно станува збор за едно многу често заболување, кое што зема се повеќе замав. Дури го добива називот чума на 21. век. Ќе го одговориме прашањето зошто го заслужува дијабетесот токму тој назив. Во секоја од емисиите ќе зборуваме за различни последици, така што првата емисија ја посветуваме на последиците од дијабетесот кои што ги зафаќаат очите. Или медицински кажано, денеска ќе зборуваме на темата дијабетична ретинопатија. Сепак најнапред да објасниме малку повеќе за што станува збор. Ако зборуваме за дијабетесот, да го објасниме преку бројки. Го искористивме терминот чума на 21. век. И за жал, се повеќе се испоставува дека е така. Зошто? Прво, заради масовноста. Некои проценки кажуваат дека можеби и половина милијарда од светското население во моментот е на еден или на друг начин зафатено од дијабетес. Се претпоставува дека до 2035 година тие бројки ќе надминат и 600 милиони. Значи, сигурни сме дека дијабетесот зема се повеќе замав и на национално и на глобално ниво, за жал. Втората причина зошто е важно да се зборува на оваа тема е дека дијабетесот има сериозни последици. Не станува збор за заболување кое што само ќе го препознаеме по нарушување на шеќерот во крвта. Последиците се силни, драматични, животозагрозувачки. И токму заради тоа е важно да зборуваме на оваа тема. Можеби и не постои во медицината друга тема, друга толку значајна болест, која што можеме толку силно да ја промениме само со нашето однесување и со имањето дисциплина во однос на терапијата, во однос на контролите или редовните прегледи, во однос на исхраната и во однос на физичката активност. Јасно е дека расте на глобално ниво, но прекумерната телесна тежина се чини дека е тој двигател, тој носител на тие огромни бројки. Имено, прекумерна телесна тежина го зголемува ризикот од дијабетес и за 85% во однос на лица кои што се со нормална телесна тежина. Значи, можеме да речеме дека болеста која што предизвикува толку многу компликации, дека на еден начин и самата е компликација на прекумерната телесна тежина. Која е сериозноста на дијабетесот? За да ја објаснам, ќе кажам бројки. Бројките потекнуваат од Англија. Немаме за жал национални бројки со ваква прецизност. Меѓутоа и овие ќе ни дадат представа за каква сериозна состојба станува збор. Неделно, значи на ниво на една недела во Англија, како последици на дијабетесот има помеѓу 160 и 170 ампутации, 680 мозочни удари и 530 срцеви удари, сето ова неделно, на ниво на една недела, како последица на дијабетесот. А каде се дополнително последиците по однос на бубрезите и каде се дополнително последиците по однос на очите и на сите други последици кои што ги дава дијабетесот. Дотолку повеќе, жив човек, депресијата е значително застапена кај пациентите со дијабетес. Извонредно комплексна и извонредно сериозна состојба. Практично нема земја во Европската Унија која што не води континуирана кампања за едукација на пациентите со дијабетес. Не случајно. Штетите се големи и по поединецот, меѓутоа штетите се големи и по здравствените системи. Здравствените системи во Европа моментално страдаат од трошоците кои што ги нанесува дијабетесот и неговите последици. Конечно, од аспект на статистика, 2,5 пати поголема веројатност за мозочен удар
и 2 пати поголема веројатност за срцев удар кај пациентите со диабетес. Но имаме 2 пораки за денеска. Првата порака мислам дека веќе е јасна. Диабетесот е сериозна состојба и треба да посветиме должно внимание. Втората порака е таа која што вели дека вие не сте безпомошни, дека можете многу да направите. Во текот на овој мини серијал, кога ќе зборуваме за диабетесот, ќе нагласиме што се може да направи пациентот за да си помогне на себе и текот на болеста значително да го измени. Затоа преминуваме на првата од неколкуте теми. Разговараме за диабетична ретинопатија. Во сите емисии во кои што ќе зборуваме за диабет тип 2, ќе провејува што е основниот механизам, на кој начин доаѓа и се развива тип 2 диабетот. И сакаме да ја објасниме всушност појавата, главниот механизам, или зборуваме за инсулинската резистентност. На вака еден едноставен начин, со една чаша, 2 топчиња и неколку цевки, ќе го објасниме суштината, сршта на процесот што се случува кај диабетот тип 2. Оваа чаша во моментот ни представува една мускулна клетка. Таква мускулна клетка која што ги има во секој наш мускул. Внатре тоа што го гледате, топчето жолто, ги представува резервите на масти, липиди. Тие се тие малку липиди кои што се внатре, еве вчера имаше маратон, кога ќе решите да правите малку повеќе физичка активност, телото треба да ги истроши тие резерви на масти кои што ги носи во себе. Што се случува кога наместо овие липиди има многу повеќе липиди? Односно кога ќе дојде до една така наречена замастеност, не на црниот дроб, туку замастеност на мускулите. Ќе го прикажам тоа што всушност наместо една имаме 2 и има многу повеќе липиди во самата клетка. Клетката е навикната, кога и треба храна, кога и треба шеќер, оваа цевка тука го представува инсулинот. Доаѓа инсулинот и ова помало топче всушност ни го представува шеќерот, кој што од надвор ќе влезе внатре и на тој начин преку инсулинот во клетките, во мускулните клетки се внесува шеќерот кој што вообичаено струи во крвта. Меѓутоа, кога има не малку, туку многу масти, еве сега гледаме дека имаме 2 такви топчиња липидни, кога имаме премногу масти во една мускулна клетка, едноставно кога ќе дојде инсулинот, тој не може да ја врши својата улога. Телото додава уште инсулин, гледа пак нема ефект, односно шеќерот не влегува внатре во самата клетка. Телото дава отпор, ги стега цевките, или го нарекуваме инсулинска резистентност, дава отпор, резистенција кон инсулинот. Телото одговара со многу инсулин и завршуваме со една така наречена хиперинсулинемија, состојба во која што има многу инсулин, но сепак клетката останува гладна, шеќерот не влегува во неизе. И тоа е таа почетна состојба кога започнува развојот на диабет тип 2. Оти што ќе се случи кога шеќерот што требало да влезе во клетките и тие да го изедат, така да речеме, да го искористат, кога цел тој шеќер ќе остане однадвор. И сега кога шеќерот стои надвор, односно стои во крвта, шеќерот во крвта расте, инсулинот гледаме дека го има многу, меѓутоа клетката останува гладна. Каде е всушност решението? Ова е проблемот со инсулинската резистентност. Ние можеме да правиме, например, да додаваме уште повеќе инсулин. Тоа може да ни биде едната стратегија за терапија. Инсулин, инсулин, инсулин. Другата терапија може да ни биде да му кажеме на пациентот јади помалку шеќери, па така да шеќерите да не влегуваат воопшто во циркулацијата, во крвта. Но, што ако логично размислиме, што го почна цел овој процес? Цел овој процес почна, ако се вратиме на почетокот, заради тоа што во мускулната клетка се собраа премногу масти. А како се собираат премногу масти во една мускулна клетка? Прво, со храната која што ја јадеме, кога внесуваме премногу заситени масти, под А, и под Б,
кога ќе немаме физичка активност, кога имаме така наречен седентарен начин на живот или едноставно не се движиме доволно. И овие масти, кои што би требало нормално да ги има во клетката, не можеме да ги истрошиме во мускулите, не можеме да ги истрошиме и тие се повеќе и повеќе се акумулираат. Затоа, основната препорака вели да направиме промени во начинот на живот кај тие пациенти. Ние прво да делуваме на коренот на самиот проблем, во самата мускулна клетка, каде што започнува инсулинската резистентност. А тоа би рекло, што помалку да оставиме да има липиди внатре и тие што веќе ги има масти во клетката, да ги трошиме преку редовна физичка активност. На овој механизам, вака едноставно објаснет со топчиња и со една чаша и цевките се разбира инсулинот, на овој механизам ќе се навраќаме многу пати ќе се навраќаме во текот на следните емисии, бидејќи ова го представува централниот механизам на почеток на дијабет тип 2. Може би една од најзначајните последици на дијабетесот. Дијабетична ретинопатија или засегнувањето на очите од страна на дијабетесот. Посакувам добре дојде на доктор Виолета Бучковска од специјалната очна болница Деница. Добре ни дојдовте. Ви благодарам. Благодарам за поканата. Ми беше задоволство да присуствувам на вашата емисија. Благодарам што ја прифативте поканата. Очите и дијабетесот. Колку често се среќава проблемот со видот, нели, вака во поедноставен јазик да кажеме, па дури и слепило. Колку Точно често така. се, кои се бројките, кои се тие статистики? За жал, во последно време се смета дека најголема причина за слепило во работната популација особено е дијабетот. Во некоја груба статистика од 24% до 70% од болните кои што боледуваат од дијабет, во зависност од време трајањето на дијабетот и регулацијата, добиваат промени во очите, односно дијабетична ретинопатија. Како што знаеме, дијабетот дава како последица всушност микро и макроваскуларни промени, кои што на очите се најчесто се манифестираат како дијабетична ретинопатија, односно тоа е потешката компликација која што се јавува во очите, инаку може да го зафатат и предниот сегмент на очите во смисол на промени на капаците, како чести воспаленија, потоа промени во составот на солзниот филм, па една нелагодност, како сувост, печење и слично, почести појави на јачмени на капаците, еден кератит, заради тоа што знаеме дека дијабетот прави една невропатија, така да може да ги атакира и да ги зафати нервните влакна на самата рожница. Потоа може да даде почесто катаракта кај популацијата, глауком исто така, но пак ќе кажам, една најтешка компликација е дијабетичната ретинопатија, која што дава и големи функционални промени. Така. И сега спомнавме, нели, ќе го преведам терминот, вели микро и макро промени. Сакајќи да кажеме микроваскуларни и макроваскуларни. Сакајќи да кажеме малите крвни садови се зафатени и големите крвни садови се зафатени. Така да кај очите страдањето е од најмалите крвни садови. Кога веќе зборуваме за кај нив, како се гледа на едно очно дно? Значи, кои се тие промени, која е патогенезата медицински, како што велиме? Што се случува за на очното дно да се видат тие промени? Можеме и да видиме и на слайд. Значи, во почетокот тоа се невидливи промени на ниво на очното дно. Еве, овде да речеме нема некакви големи отстапувања. Да им објасниме прво на гледачите што гледаме. Гледаме, значи, еден жолтеникав диск од кој што излегуваат црвено обоени крвни садови, потемно обоените се вените, посветло обоените се артериите и од неговата лева страна гледаме една потемна зона, која што представува всушност точката за јасен вид, односно макула лутеа, која што исто така може кај една дијабетична ретинопатија да биде зафатена. Значи, жолтиот диск представува главата на очниот нерв, а потемната зона представува точката за јасен вид, односно за централен вид. Сега, промените како настануваат? Значи, во почетокот тоа се незабележителни промени, вака макроскопски кога гледаме очно дно, но што се случува?
доаѓа до среди дисрегулација на шеќерот, доаѓа до една прво промена во базалната мембрана на крвните садови, односно во зидовите на крвните садови. Таа промена, кога трае подолго, доведува и до нарушување на соодносот на перицитите и ендотелните клетки, кој што е многу важен за пропустливоста на крвните садови. Кога ќе дојде до пореметување на овој сооднос, кој што е нормално 1:1, доаѓа во тешките форми и до 1:10. Значи на една ендотелна клетка имаме 10 перицити, инаку би требало 1:1 да биде. И сега што настанува? Се зголемува пропуштањето, екстравазацијата, излегувањето на течност во околното ткиво од крвните садови. Штом во околното ткиво навлегува течност, тоа нема доволна исхрана, нема доволна оксигенација, односно снабдување со кислород и со потребните метаболити и доаѓа до страдање на тоа ткиво. Исто така, на ниво на крвните садови, доаѓа до една зголемена вискозност на крвта, значи густината на крвта е зголемена. Доаѓа до пореметување на тромбоцитите, тие имаат зголемена способност на агрегација и на тој начин се лепат, точно така, и дополнително ја пореметуваат циркулацијата. Што значи имаме едно страдање на самото ткиво од недостаток на потребните метаболити и кислородот, кое што пак од своја страна си организамот се брани, секогаш има некакви компензаторни, значи одбранбени механизми. И што прави, што се случува тогаш? Заради падот на кислородот на ниво на ткивото, доаѓа до прво заради зголемената пропустливост, да искористам сликата, бидејќи имаме жолти. И да ги објасниме тие моменти. Може. Фактички овде веќе гледаме дека станува збор за едно крварење. Точно така. Тоа е во склоп на она што велиме зголемена пропустливост и пропуштање на крв веќе во околното ткиво. Тоа беше другиот механизам кој што го спомнавте. Тоа се тврдите ексудати. Значи, доаѓа до зголемено пропуштање на липидите и нивното ложење во околното ткиво и практично тврдите ексудати се едни липидни депозити или наслаги во самите слоеви на ретината. Макулата е точката за јасен вид, како што спомнавме. Дискот се прикажан, точно така. И имаме тука и еден микроаневризам, да го објасниме тој момент. Тоа се дилатација, односно проширување на завршните венули или на најмалите капиларни крвни садови, кои што исто така се еден од меѓу првите знаци што се јавуваат како компликација на диабетичната ретинопатија. И вие фактички кога правите преглед на очно дно, го следите ова. Што е основата? Кои работи кои што ги прави пациентот или ризик фактори на однесување на се што спаѓа во ризик факторите, придонесуваат овој процес да се забрзува или побрзо да се влоши? Значи, прво и основно, регулацијата на гликемијата во крвта, односно нивото на шеќерот во крвта. Тоа е значи многу важно да има добра регулација на шеќерот во крвта. Потоа да има добра регулација на притисокот, заради тоа што е една хипертензија, односно покачен артериски крвен притисок да доведе до забрзување на овие промени. Лоша бубрежна функција може да доведе до забрзување на промените. Потоа наследноста исто така има големо влијание, бременоста може да доведе до зголемување на забрзување на процесите на напредување, време траењето исто така на диабетот. Колку години точно така, колку години, пушење, други лоши навики во смисол на хигиено, диететски навики и слично. Значи дека освен она што докторот треба да го направи, пациентот треба да има одреден режим на однесување, хигиено-диететски режим, значи да се придржува до препораките на интернистите, на ендокринолозите, па и на нутриционистите, за да може да се одржи во подобра кондиција очното дно, а со тоа и видната функција кај пациентите. И тогаш веќе зборуваме за таа состојба на диабетична ретинопатија, кога страда ретината. Кои фази ги има? Значи, кои се тие фази низ кои што проаѓа едно очно дно? Од почетокот па понатаму. Значи, тоа не е состојба која што може да доведе веднаш до нагло губење на видот,
туку е една состојба која што со текот на годините има одредена еволуција и се развива по одредени фази. Генерално постојат непролиферативна и пролиферативна диабетична ретинопатија. Непролиферативната може да биде блага форма, може да биде умерена и тешка форма понатаму, да се развие во тешка, која што понатаму може да проградира, да напредува во пролиферативна форма, која што исто така може да биде поблага пролиферативна и тешка или иреверзибилна неповратна пролиферативна форма, каде што веќе нема враќање назад на состојбата и процесот може само да напредува и да се развие во една форма на диабетична болест на окото, кога се сите структури од окото зафатени се до предниот сегмент на окото. Можеме да објасниме дел од тоа што моментално се гледа? Ова е една непролиферативна диабетична ретинопатија, која што има така наречени меки ексудати, обележени котон вулспот и микроаневризмите кои што претходно ги видовме и мали хеморагии на ретината кои што можат да бидат мрљасти, точкасти, поголеми, во подлабоките структури на ретината, но во принцип ова е една слика на непролиферативна диабетична ретинопатија. Што е тоа што не е пролиферативно се уште? Нели терминот е дека нешто пролиферира, нели на медицински, нешто расте. Што е тоа кое што не расте во првата фаза, а почнува да расте во втората фаза? Тоа се патолошките крвни садови. Новите крвни садови, точно. Распоредот на крвните садови анатомски е овој што го гледавме досега. И се додека е така, тоа е во ред. Се смета дека е непролиферативна, односно тоа се форми на непролиферативна диабетична ретинопатија. Но, како што спомнав на почетокот, ткивото страда од недостаток на кислород. И како одбрамбен механизам почнува да излачува една материја која што се вика ангиогенетска материја. Таа ја стимулира ангиогенезата, односно формирањето на тие патолошки крвни садови. Предизвикува забрзано формирање на крвни садови кои што условно речено би требало да помогнат во оксигенацијата на ткивото и доведувањето на метаболити. Но за жал, тие нови крвни садови немаат правилен зид и структура како природните крвни садови, туку тоа се патолошки крвни садови кои што се крути, кои што имаат исто така зголемена пропусливост, лесно пукаат, го исполнуваат окото со крв, потоа самата ретина во низините слоеви. И понатаму, кога напредува диабетичната ретинопатија, започнува нив да ги следи и една фиброзна пролиферација, односно тоа е формирање на сврзно ткиво, кое што може понатаму да доведе до понатамошна прогресија и комплицирање на состојбата и до појава на така наречена тракциона аблација, односно одлепување на ретината, која што настанува заради повлекување на ретината од тоа фиброзно ткиво. А најчесто на оваа состојба и претходат насликава еве ако сакате да објасниме. Ако може, да го искоментираме моменталниот. Зашто станува збор овде овие зони вака каде што се поинтензивно жолти? Да, тоа се тврди ексудати, односно тука најверојатно станува збор за еден хроничен макуларен едем. Тоа е долготраен оток во точката за јасен вид. Тоа значи дека малце подолго време веќе кој овој пациент. Точно така. Отокот во точката за јасен вид може да се јави во секоја фаза од диабетичната ретинопатија. Може и кај непролиферативната и кај пролиферативната. И всушност видната функција зависи точно од оваа состојба. Доколку имаме присуство на оток во точката за јасен вид, тогаш имаме и пад на видната функција. Вакви тврди ексудати зборуваат за долготрајно присуство на оток во Центарот за јасно гледање. Доктор Бучковска, кога сум разговарал со пациенти, честопати сум го добивал одговорот ми се замати видот одреден период, но по известно време тој се стабилизира, се среди. Што се случило во очното дно кај тие пациенти? Тоа е најчесто состојба која што веќе има напредната неоваскуларизација, односно новоформирани крвни садови, кои што, ова е ИРМА, тоа се интраваскуларни ретинални неправилности на крвните садови,
Тоа е исто еден од знаците на препролиферативната ретинопатија. Кога ќе видиме значи ваква состојба, тогаш знаеме дека процесот веќе е малку излезен од контрола. Излезен од контрола и дека телото се подготвува да пушта нови крвни садови. Да, точно така, и тогаш треба многу ургентно да се реагира, а заради тоа што ова што вие велите, се заматил видот, па потоа се избистрил. Има неколку состојби. Значи, прво, нивото на гликемијата може и на дневно ниво некогаш да доведува, доколку имаме разлики во нивото на гликемијата, хипо и хипер, да може да миопизира или да хиперметропизира. Значи, ако имаме оток, може да даде лажен впечаток на далековидно око. Но тоа се мали варијации. Но ова вие што го велите се најчесто крварења во стаклестото тело, кои што на почетокот првите 2-3 крварења во стаклестото тело, значи ќе исполнат содржината на окото, оној гелот што го исполнува точно што исполнува очното јаболко што го исполнува, и тие знаат во почетокот спонтано да се повлачат тие крварења. Да. Бидејќи нели организмот има одредени природни ресорптивни способности да доведе до повлекување на тоа крварење, но секое наредно крварење остава одредени последици. Доаѓа до заматување на стаклестото тело, тие крвни садови, заради тоа што самиот витреален гел е како скеле. Практично тие крвни садови разраснуваат во тоа скеле и напредуваат кон предниот сегмент на окото, и заради тоа е многу важно, значи, не да се лекуваат со ресорптивна терапија крварењата, туку напротив да се делува на причината, односно да се извади стаклестото тело. Сега да речеме, ако се повторувале, сега во денешно време постојат и одредени други методи кои што можат до регресија на овие крвни садови да доведат. За среќа, тоа се тие така наречени анти-ВГФ лекови. Ќе стасаме. Добро, така. Не, зборот ми беше не мора веднаш да се делува на хируршката интервенција, со хируршка интервенција, но треба да се третира во зависност од состојбата. Тоа ми беше прашањето следно. Значи зборуваме за раната, така да речеме непролиферативната фаза, дали и тогаш има простор за третман и што би требало тогаш да се направи? Значи кај раната фаза во принцип го третираме макуларниот едем доколку постои. Доколку е безмакуларен едем диабетичната ретинопатија, тогаш правиме само одредени контроли кои што се на 6 до 9 месеци. Но ако почне да се појавува веќе макуларен едем, односно оток во точката за јасен вид, тогаш и тоа се лекува исто така со тие интравитреални инекции кои што се ставаат директно во очното јаболко и кои што доведуваат до повлекување на тој едем и до подобрување на видната функција. Дали видната функција е поврзана и колку е поврзана со овие стадиуми на диабетичната ретинопатија? За жал не е секогаш симетрично поврзана. Да, за вас е јасно да го објаснам можеби прашањето малку повеќе од да не се разбереме по докторски. Нели? Пациентот мисли дека гледа добро. Да, тоа е најчестиот проблем за во позадина процесот да напредува. Сакам да речем дека не е нели како рана. Мала рана малку боли, па како расте се повеќе боли. Меѓутоа во окото можно е да се случува процес, ние парадоксално да гледаме добро, а кога ќе сватиме веќе после да биде малку и доцна. Така. Значи, кај пролиферативната диабетична ретинопатија, во ситуации кога нема промени во макулата, а може така да биде, може да биде добро зачуван централниот вид, а да имаме веќе доста промени. Дали станува збор за васкуларизација на дискот или значи на главата на очниот нерв или за ретинална васкуларизација, седно, ако макулата не е зафатена, тогаш ќе имаме добар централен вид. Само да преминеме да замолим на следниот слайд за да го објасниме баш тоа што го. Ете така. Ова се тие патолошки крвни садови. Тоа сакам баш. Да, ова е баш добра слика на која што има доста патологија. Ако е зафатена, ова претпоставувам сега не можам да видам од светлината добро. Да, така личи, така. Да, ова е зоната кај што е очниот нерв. Така е. Со оваа мрежа на неправилни крвни садови, тоа се тие, значи, новоформирани крвни садови на дискот. И тогаш не би страдал видот. Видот не, а тука мислам претпоставувам дека е, поправете ме ако грешам. Да, тоа е центарот за јасно гледање. Центарот за јасно гледање би бил тука некаде. Така што зборот за кој што збориме, се наоколу може да биде
прилично е, оштетено. така, да. Ако овде не е настаната штетата, тогаш пациентот ќе си гледа добро и нема да биде свесен дека всушност во позадина оди еден многу сериозен процес. Да, точно Сега така. малку можеби прашање на среќа е овде, дали Да. доволно рано, да речеме, ќе биде зафатувањето таму каде што ќе страда иницијално, За да сигнализира да и да упати на сигнализира за да знае лекување. пациентот дека нешто Да. треба да превземе. Точно, тука имаме веќе една преретинална хеморагија, ова што се гледа Долу. како полумесечаста, да. Точно, тоа е веќе крварење помеѓу ретината и хиалоидеата, односно мембраната во која што е сместен витреалниот гел. Значи, видната функција, пак ќе речам, не корелира секогаш со степенот на диабетичната ретинопатија. И за жал, многу често пациентите ни доаѓаат и викаат: јас доскоро гледав многу добро, но може да дојде пациент со тотален хемофталмус, односно комплетно исполнување на очното јаболко со крв и да нема дури ни видна функција ни движење на рака. Да. Значи, до таква редукција на видната функција може да се случи. Сакаме да им нагласиме во овој момент, морам да го подвлечем ова што го кажавме, да им нагласиме на пациентите дека ако веќе имаат диабетес, кој што и го третираат и го лекуваат, да не се ослонуваат на тоа јас гледам, нема што да ги прегледувам очите. Така е, да. Туку која е таа динамика која што си е вообичаено препорачена за еден пациент со диабет тип 2 или тип 1, да треба да ги прегледува? Со која динамика треба да ги прегледува очите? Значи, до првите 5 години се смета дека не настануваат промени, но за жал кај нас се случува и една инверзна состојба. Така. Ова е исто една напредната диабетична ретинопатија, каде што имаме васкуларизација и на дискот и на периферната ретина. Пак ќе се вратам на вашето прашање. Така, во ред, секако, со задоволство. Значи, пациентите еднаш годишно мора да се прегледуваат сите оние кои што имаат диабет. Тука ќе морам, извинете што ќе ве прекинам. Значи точка да ставам и извичник да ставам. Да. Пациент треба што има проблем со диабет, Така. еднаш годишно да прегледува очно дно. Да. И кога нема никакви знаци за диабетична ретинопатија, Именно. по стандардите на Светската здравствена организација, тој треба еднаш годишно да има преглед на широка зеница. Затоа што пациентите малку го банализираат прегледот на очите и кога јас ќе ги прашам бевте на очен преглед, они ми викаат: да, ми одредија на очари пред 2 години. Тоа не е офталмолошкиот преглед кој што може да детектира диабетичната ретинопатија. Така. Баш за да им објасниме што е на широка зеница. Да. Тоа значи дека треба да се капнат капки, да се прошири зеницата и да се види очното дно во целата негова достапност која што може со лупа при тоа прегледот да биде по можност, а не со офталмоскоп како што порано се прегледуваше. Сега, бидејќи технологијата во офталмологијата е значително напредната, постојат значи многу големи можности техничко-технолошки да се направи добар преглед и да не се направи пропуст. Дури се смета дека доколку правите преглед на тесна зеница, може повеќе од 30% да направите пропуст на промените. Да. Така што голем процент е, да, апсолутно се слагам дека е голем процент и е многу важно прегледот да се прави правилно. Сега таа преваленца или појава на пролиферативната, на втората фаза од диабетичната ретинопатија. Колку често е кај нас, колку е застапено кај нас и дали промените во таа фаза се медицински велиме иреверзибилни или да не можат повеќе да се вратат назад? За жал, кај пациентите кои што имаат повеќе од 15 години диабет, некаде по статистика може да се сретне од 25 до 70% диабетична ретинопатија во пролиферативна фаза. Тоа зависи од регулацијата, повторно ќе кажам, и од време траењето и од останатите ризик фактори. Само да се вратам на сликата, ова е значи една пролиферативна диабетична ретинопатија, односно всушност е онаа што претходно ја гледавме, но со лазерски печати овде веќе третманот започнат. Овие жолтите петна што се гледаат правилни, да, тоа е лазерски третман, кој што е многу важен и кој што предизвикува, што ќе направиме кога ќе ги направиме тие ЕВ5 на лазерски, што ќе се постигне кај пациентот со тоа? Ќе се постигне исклучување на тој дел од ретината, од метаболизамот, така да овие крвни садови кои што се останати и циркулацијата која што има во окото биде доволна за овој остатокот од ретина од кој што очекуваме функција. Така. Значи да се намали потребата за лачење на тие вазопролиферативни фактори,
да се намали потребата за стимулација на патолошката васкуларизација на тие крвни садови што пукаат сами од себе, да се намали ризикот од повторување крварење и прогресија на болеста. Сега ги спомнавме делумно диагностичките процедури за рано откривање на диабетична ретинопатија. Дали ги исцрпивме во целост? Не сме ги исцрпиле воопшто. Тогаш ве слушам. Тоа е само еден амбулантски преглед, кој што рековме дека мора да се направи на широка зеница. Практично тоа е основниот скрининг, нели, кој што може изводлив па скоро и во секоја амбуланта. Понатаму, на почетокот спомнав дека промените не секогаш се видливи со голо око и со ваков преглед. Значи, понатаму постои прво, значи, ја проверуваме видната функција секогаш, затоа што таа знае да биде показател, иако не секогаш. Го мериме очниот притисок, затоа што спомнав дека знае кај диабетичарите да биде зголемена зачестеност за појава на глауком. Потоа шириме зеници, и доколку не е нешто сомнително, може да се препорача флуоресцентна ангиографија или осити. Тоа се две различни методи. Со едната може да видиме дали има присуство на тврди ексудати, дали има оток во макулата, како што спомнав, а со другата може да видиме васкуларизацијата која што не е видлива со голо око, може да видиме пропуштањето на крвните садови, може да ги видиме зоните на нонперфузија, односно зоните каде што нема прокрвеност на ретината и кои што се потенцијално место за пролиферацијата, односно за патолошките крвни садови, така што кога и во крајен случај, ако веќе имаме крварење, и ехографијата ни постои како една диагностичка метода, со тоа што ќе видиме дали позади тоа крварење ни се крие некаква аблација или подигање на ретината и така натаму, и што каков понатаму тераписки пристап да имаме. Така што постојат можности да се откријат сите тие промени и да се лекуваат навремено. Како еден алгоритам фактички, нели? Почнуваме со поедноставните и одиме понатаму се повеќе и повеќе. Точно така, да. Кои се конзервативните терапевтски методи? Нели имаме во медицината можности за конзервативен пристап или за хируршки пристап? Така. Кој е нехируршкиот пристап? Нехируршкиот пристап е она што веќе го спомнав, тоа се апликацијата на или користењето на анти-ВГФ лековите, тоа се групата на лекови кои што прават супресија, односно намалување на тој фактор што предизвикува патолошки крвни садови. Во моментот имаме, значи, два вида на анти-ВГФ фактори, но и кортикотерапијата интравитреално во окото аплицирана исто така може да има таков ефект и дури може би и поголемо дејство за намалување на отокот. И другата терапија е лазер фотокоагулацијата. И најчесто, тука имаме исто така печати и оваа црната зона тоа е малку поинтензивен лазерски печат. Тука е фактички веќе третирано? Третирано, точно така. И бидејќи ретината има и еден пигментен слој, настанала малку миграција на пигментот на самото место каде што е лазерирано. Ако повлечеме фактички една кратка рекапитулација, очното дно, крвните садови на него и како почнува всушност нели цела приказна, ако се вратиме на почетокот, ќе остане да речеме една зона неухранета, точно заради така. тоа што, например, овие крвни садови под последици на диабетесот, како што кажеме, престанале да функционираат. Така. И сега тука ќе ни остане една неухранета зона и таа ќе почне да праќа сигнали дека треба да биде нахранета. Тие се всушност ВГФ, стимулациите за кои што зборуваме, и тие ќе стимулираат на најблискиот крвен сад да се зачне, нели таа микроаневризма за кој што зборуваме, да почне еден нов крвен сад да доаѓа кон нив. И фактички телото сакајќи да направи добро, завршува да направи лошо, бидејќи ќе се појави еден нефункционален крвен сад кој што ќе на крајта ќе направи поголема белја, ќе се појават уште поголеми изливања, нели ексудати кога сакаме да кажеме, тие се тие изливања во. Но и крвоизливање имаме од нив, не само ексудатите се најчесто липиди или липопротеини. Овде доаѓа до крвоизлевање и комплетно пополнување некогаш на самото на шуплината во окото и на тој начин ние немаме провиден оптички медиум и затоа и видната функција е многу редуцирана кај такви пациенти. Има ли телото капацитет само да ги врати некои од тие липиди, ако веќе ексудираат, ако веќе излезат надвор,
Постојат ли некакви одбранбени механизми природни за телото да ја санира, да Па речеме, ние таа им состојба? помагаме со анти-ВГФ терапијата и тоа е малку процес кој што треба да трае подолго, да Така. тие делумно се повлечат. Многу ретко во праксата сосема се повлекуваат, исклучително ретко, но може да дојде до некое мало подобрување на видната функција. Борбата е да не дојде до овие промени. Сега видната функција на некој начин е неизбежно да страда ако е макулата зафатена, за жал. Да, да. Затоа е превентивата всушност тука многу важна. И она што ќе го постигнеме со анти-ВГФ терапијата, значи повлекување на тој оток и сето тоа, и на тие патолошки крвни садови, после тоа во принцип правиме лазер фотокоагулација да на некој начин ние офталмолозите тоа сакаме да кажеме да ја замрзнеме таа состојба некоја. Така, да ги под наводници умртвиме тие зони да престанат да бараат. Да, точно така, да таа некоја состојба што сме ја постигнале ја задржиме така. Заради тоа што без разлика што ние третираме последиците, дијабетот како причина цело време си постои во организмот. Присутен, да. И затоа е и неговата регулација битна за да даде и ефект во нашиот третман. Да. И тогаш ни останува последната опција, да речеме, од алатките, последното што можеме да го извадиме, тоа е хируршкиот третман. Да. Што правиме со хируршкиот третман? Каде му е местото на хируршкиот третман во овие состојби? Значи, тогаш кога ќе почнат да се појавуваат повлекување на ретината заради формирање на тоа сврзно ткиво, Така. Или кога имаме повторувани крварења, тогаш Така. веќе мора хируршки да се интервенира. Дури по новите ставови, ова е една слика на пристап при витреалната хирургија. Така. Таа хируршка метода се вика витректомија, парсплана витректомија, заради тоа што се влегува на точно определено место, кое што на окото анатомски се вели парсплана. Така. Тоа е зона од каде што се минимум крварење се очекува, се влегува со еве два инструменти како што е на сликата опишано, Така. од кои што е едниот е светлина, другиот инструмент е витректом, тој од лева страна, значи инструментот. Значи тој е еден фин нож кој што го сече стаклестото тело со еден голема честота на движење на ножот. Така. И во исто време го аспирира она што е исечено, го повлекува. Значи, ако постои крв, ќе се исчисти, и ако постојат некакви мембрани епиретинални и слично, ќе се извадат, за да се овозможи прво една оптичка провидност. За да може зракот, светлината, ликот од предметот да може да помине низ една оптички провидна средина. Исто така во тек на оваа витректомија се прави и ендоласер, значи повторно оној третман за да се исклучи еден дел од ретината и да се остави, значи да таа патолошка циркулација што ја имаат и самите анатомски крвните садови, тие нели имаат веќе пореметена циркулација, да може да доволно да ја исхранат таа ретина што ќе остане како функционална. И уште третиот водич што се гледа тука горе лево, тоа е постојано навлегување во текот на самата операција на течност, на еден балансиран солен раствор, кој што цело време го исполнува окото. Да го задржи во неговата нормална архитектоника. Така, во неговата архитектоника и која што течност на крајот, во зависност од тоа за каков вид на витректомија станува збор, може и да остане во окото и потоа таа се заменува самата со продукција на очната водичка, но е докажано дека окото може да функционира подеднакво добро како со природниот витреален гел и со ако ја оставиме оваа течност. Сега, во зависност од тоа каква е состојбата на ретината, има ли ризик за аблација, нема ризик, значи може да имаме краткотрајна или долготрајна тампонада на крајот при завршување на витректомијата. Ако нема големи ризици за одлепување, тогаш може да ставиме гас во окото. Тоа се специјални гасови кои што се компатибилни, инертни, значи не го оштетуваат ткивото и сето тоа. Но тие даваат значи краткотрајна тампонада, така се направени да се задржат подолг период во окото, 2 до 3 недели, во зависност од тоа колку ние сакаме, има и различни типови на гасови, или ако сакаме да направиме една долготрајна тампонада, ставаме силикон во окото
Да. кој што може понатаму исто така оперативно да се извади. Зошто го правиме тоа? Се плашиме да не ни се одлепи ретината? Да, апсолутно, да. Така. Да, Значи мораме да држиме внатре, да притискаме. Да ја држиме уз зид, да речеме. Точно така, силиконот ја има таа способност да во која средина вие го ставите, тој зазема форма на топка. Так. И тоа негово својство е искористено многу добро во окото. Единствената негова лоша страна е тоа што го прави окото далековидно, па пациентите, значи, како да е окото хиперметропно или како да има потреба за 5-6 диоптри. Ќе го коригираме тоа со научари, да. Ќе го привремено, го коригираме понекогаш. Од што зависи успехот на терапијата? Овие сите терапии кои што ги спомнавме, од што им зависи успехот? Пак ќе речам, најмногу зависи од нивото на гликемијата, од нивото на крвниот притисок, од другите параметри во смисол на бубрежна функција, од режимот кој што го има, најмногу од нивото на гликемијата. Најмногу од нивото. Да. Навидомо од една едноставна работа, меѓутоа многу важно. Да, колку можеме да речеме дека ние сме, каде сме ние, ако сакаме да го поставиме прашањето во однос на меѓународни протоколи, други центри, каде сме ние во офталмолошкиот дел во лекувањето на дијабетичната ретинопатија во земја? Во последните години, 10 години можам да кажам, можам да речам дека држиме прилично чекор со останатите, па дури и во светски рамки можам да кажам, заради тоа што технолошки сме опремени, веќе навлезена е таа технологија. Кај нас, ако порано беше проблем и пациентите многу често одеа во странство за ова, сега навистина исклучително ретко како станува збор за деца или нешто така. Така да мислам дека сме на солидно ниво, на едно солидно завидно ниво. Да. Доктор Бучковска, за крај што да ги упатиме пациентите, што да повториме од тоа што го кажавме како една порака за да ја задржат за себе? Знаете како, и кон пациентите, но и кон докторите и кон колегите. Да, и кон колегите. Значи, да им се препорачува на пациентите кои што имаат дијабет да им се прегледува очното дно во широка зеница. Тоа е за почеток доволно. Понатаму, кога офталмологот ќе забележи одредени промени, тој веќе ќе го насочи пациентот таму кај што треба. Значи, многу е важна превентивата, како и за се друго и овде е многу важна превентивата. Многу ви благодарам за гостувањето. Во наредна прилика се надевам дека пак ќе се одзовете на нашата покана и да се надеваме дека се помалку и помалку ќе гледате случаеви на пролиферативна дијабетична ретинопатија. Ви благодарам на поканата. Јас најмногу и мотивот да присуствувам на вакви емисии ми е точно едукацијата на пациентите. Затоа што се уште во секојдневната пракса се сретнуваме со напреднати случаи кои што се едноставно пропуштени. Ми беше драго да видам гостин во вашата емисија. Ви благодарам многу. Ние продолжуваме понатаму. Дијабетична ретинопатија. Слушнавме и видовме колку може да биде сериозна. Видовме како може видот да страда од дијабетесот. И секако главната порака од денешната емисија. Не чекајте да се појават промените во видот за да ги прегледате очите доколку веќе имате дијабетес. Видот може да биде добар, но последиците, промените, може би веќе се случуваат во вашето око. Затоа навремено и редовно прегледување. Впрочем, јас честопати кажувам дека кај дијабетесот се неопходни 4 дисциплини. Дисциплина во редовни прегледи, дисциплина во терапијата која што ви е дадена, дисциплина во исхраната и дисциплина во физичката активност. Денеска допревме само еден дел од нив. Останатите ќе ги анализираме во следните емисии. Ви благодарам за вниманието и голема благодарност до Алкалоид и до Авицена, кои што го направија нашиот проект да биде возможен. Уште еднаш топло ве поздравувам.